Благодарам за изразите на сочувство што ги добивме и од Бугарија, и од сите соседи, и од цела Европа. Ви благодарам и на вашите експерти и на вашите медицински тимови кои што помагаат во лечењето на повредените, како и на целата изразена солидарност на континентот и од нашите соседи и пошироко. За жал не станува збор за прв случај, можеме да се сетиме на, слободно можеме да кажеме, десетина случаи. Ова не е прва дискотека во која се има случајна несреќа. Во 95-6 година имаше случај во скопската дискотека Силекс. Имаме два пада на авиони по кои имаме еден министер за транспорт кој што има поднесена оставка. Потоа за ниту еден ваков случај немаме понесена одговорност од ниту еден локален или државен субјект. Да ве потсетам, тоа се и несреќата со загинувањето на бугарските туристи во Охрид, после која не беше прифатена оставката на министерот за транспорт од тогашната влада на ВМРО-ДПМН. Имавме три автобуски несреќи во кои што загина многу луѓе, една и на територија на соседна Бугарија, по која повторно немаше оставка тука. Таа е всушност единствена истрага која што има завршено со епилог кој што се случува кај вас. Има првостепена пресуда. Да ве потсетам, имавме загинување на 14 луѓе кои што загинаа во модуларната болница во Тетово. Тогашниот министер за здравство поднесе, па ја повлече оставката, не беше усвоена неговата оставка и сите овие недостатоци, целото ово отсуство на понесување одговорност за системска слабост и системска корупција, минатата недела, на ден недела, однесе до сега 60 животи. Ќе ве потсетам дека тоа станува збор за трагедија која што цел град ќе го следи од сега натаму. Ќе ве потсетам дека почина и возачот на амбулантното возило кој знае што има видено во текот на тој ден на првата интервенција. Едноставно целото општество, целиот народ, целата нација е потресена, а верувам дека тука сите го споделуваме шокот, жалењето, а најголемата трагедија е за починатите и за нивните семејства кои до крајот на животот нема да можат да ја надминат оваа загуба. Можем ли да кажем кој е виновен за тази трагедија? Конкретен човек, конкретно събитие или въобще системата в Македонија, системата на управление, връзките меѓу така наречените државници и престъпниците? Да зборуваме директно, корупцијата значи поврзаност на државните институции, на локалните институции, на политичките функционери кои се тука поставувани од политичките партии, а сите тие се очигледно во спрега на онаа олигархија која што прво го приватизираше економскиот систем, а потоа го приватизираше и правосудниот и правниот систем, така што денеска ја плаќаме најскапата цена во млади животи и секој од нас веќе е загрозен за жал од сопствената држава. Да ве потсетам, во оваа дискотека работи 15 на години. Во тоа време ги имате градоначалници и од СДСМ и од ВМРО-ДПМН како доминантни партии во македонскиот електорат. Во тоа време имате министри и влади и на СДСМ и на ВМРО-ДПМН. Денеска зборуваме за лоцирање на, не знам, 20 на луѓе на кои што им се изречени мерки притвор. Тоа не е почеток, сега гледаме епилог. Почетокот е во самото поврзување на организираниот криминал со државните институции, политичките институции и нивните назначени луѓе од самиот почеток и ние ја следиме матрицата всушност на еден киднапиран систем во кој граѓаните на Северна Македонија се само подстанари во сопствената држава. Това ли е дълбоката држава? Да, ја видовме скапата цена, минатата недела ја видовме скапата цена повторно, но сите овие случаи кои ги набројувам се постојано плаќаме скапа цена, ненадоместива цена за негрижата на сопствената држава кон сопствените граѓани. Најмалку што може е министерот за внатрешни работи да поднесе оставка. Не да именува сега само началници. Претходните началници кои не ја вршеле својата работа се именувани од него. Локалната самоуправа не може веќе да зборуваме за локална самоуправа која што 15 години толерирала таков објект и уште кој знае колку такви. Вчера можеби слушнавте и луѓе кои што протестираа во Кочани, кои кажуваат дека на сред центарот на Кочани постојат дивоградби кои што се исто таква темпирана бомба. Па колку имаме такви дивоградби, сакате во Скопје, сакате во Струмица, сакате во Штип, сакате во Тетово. Сите овие жртви се жртви на системот, жртви на барање пари, жртви на подмитување, жртви на корупција. И тие луѓе кои што бараат и даваат пари се поврзани со политичките партии. Тук в Скопје се събраха хиляди млади хора, ученици, студенти, гимназисти, млади семейства с деца, въобще цвета на Македония.
Смятате ли, като видяхте това множество, че има енергия за реална промяна в Македония? Не просто смяна на началници, както казахте вие, ами истинска промяна в посока Европа, разбира се. Да, има. И заради тоа ќе ве потсетам дека сите ние кои што реагиравме, кои што не сме поврзани со овие досегашни политички партии, заради тоа сме секогаш биле и изложени претходно на подсмев, потоа на игнорирање. Денеска нашите предупредувања не можат да бидат игнорирани. Не сме ги давале заради себе и заради политички интерес, сме ги давале заради интересот на нацијата и безбедноста на нашите граѓани. И заради тоа, од денеска, како што кажав, од неделата, ние сме поделени. На една страна се оние кои што за грст пари сакаат да користат привилегии и да го злоупотребуваат системот. На од другата страна сме сите ние мнозинството. И тоа не е мнозинство кое што е засновано на етничка, туку буквално на граѓанска припадност. Ние нашите деца не сакаме да им се случи нешто вако уште еднаш. На било кого не посакуваме такво нешто. За да го спречиме тоа, нашата акција започна всушност од неделата, но за жал задоцневме. Много македонски граждани се разгневиха на пиар кампанията на Александър Вучич, сръбския президент, който влезна с десетки репортери при болните хора в болница в Белград. Сега, вие споменахте дълбоката държава, проблемите на системата тук. Какво е бъдещето на Македония? Кое трябва да бъде бъдещето? Европа и законност или сръбският свят и беззаконието? Секако дека Европа, секако дека владењето на правото, секако дека борбата против корупцијата. Да сме сакале да бидеме како граѓани, како македонци, како нација на Северна Македонија, дел од српскиот свет, ќе сме биле таму. И не можеме да дозволиме некој да си прави пиар кампања заради сопствена внатрешна политичка состојба како претседателот на Србија Вучич или како премиерот Мицковски, кој што исто така се обидуваше да ја, слободно можам да кажам, злоупотреби оваа состојба. И тука веќе нема враќање назад, ние сме поделени, како што ви кажав. Инаку ова е еден од проблемите кои што настана со изборот да ја следиме југословенската правна и политичка матрица, иако поранешната Југословенска република Македонија беше прогласила независност. Не, сега ние се бориме за собствената сувереност, затоа што нема држава која е суверена, а половина и повеќе од половината од нашите пациенти се лечат во други земји. За тој ли суверенизам зборуваме? Тој е лажен суверенизам. Суверенизам кој ние ќе можеме на нашите граѓани овдека да им дадеме се што им е потребно и пред се да ги заштитиме од криминалците кои што гледаме одземаат животи. Ќе извинете, малку сум и потресен, не сакам да пренесувам негативни емоции, но целокупното македонско општество и сите одговорни политичари овде знаеме дека ова е ненадоместива загуба. И од ова, повторно ќе кажам, враќање назад нема.